Во Македонија со години се зборува за автопати, експресни патишта, реконструкции, но и за доцнење на проекти. Што се гради, што се чека и колку навистина патиштата ги следат потребите на граѓаните. Во студиото разговарам со мојот гостин, господинот Коце Трајановски, директор на јавното претпријатие Државни патишта. Добар ден и добро дојдовте. Добар ден и благодарам на поканата да гостувам во ваша емисија. Господине Трајановски, кои се најголемите приоритети на јавното претпријатие Државни патишта во моментов кога говориме на темата патната инфраструктура во земјава и нејзиното унапредување? Мислам дека целокупната македонска јавност знае дека најголем приоритет на јавното претпријатие Државни патишта се коридорот 8 и коридорот 10. Коридорот 10 мислам на коридорот 10D. Оној дел кај што се гради од Прилеп или од Градско па Прилеп, Битола до Меđитлија. И коридорот 8 кој што е од Гостивар, од Тетово, Гостивар, Букојчани, Кичево, Охрид. Тоа се двата најголеми приоритети кои што моментално се градат. Инаку имаме и други приоритети кои што понатака ќе ги објаснуваме, кои што се во фаза на подготовка на документација и избор на изведувачи. Така. И сега она што е најважно кога говориме за проекти од инфраструктурата кои што се во тек на реализација, се очекува нивна завршница, најважно е граѓаните да го почувствуваат тоа што се вели на своја кожа. Дали граѓаните реално гледаат напредок на терен? Мислам дека гледаат граѓаните реално напредок на терен. Ако земеме и Прилеп Битола, значи ќе почнем од Прилеп и Битола, таа делница која што ја прави Бехтел и Енка. И граѓаните гледаат дека тука интензивно се работи. Огромен број на камиони, механизација, луѓе, се работи интензивно. Така. И очекуваме следна година да еден дел биде пуштен во употреба, во користење. Исто така, граѓаните исто гледаат дека Тетово Гостивар интензивно се гради. Исто така од Гостивар према Букојчани, во делот према планината, не ода таму, не е покрај патот, меѓутоа се гледа од кога се движите во тој правец, дека исто така во тој дел има големи градични активности, многу механизација, многу луѓе, многу опрема која што таму работи и секако многу извиканио, да речам, или проект тој од Кичево до Охрид, во должина од 57 километри. Сведоци сте и граѓаните дека во минатата година успеавме од 57 километри колку што е оваа делница да пуштиме скоро 40 километри. И пуштиме значи од Врбјани до Ботун и од Климештани до Охрид. Така тие се сега веќе се води во автопатски режим. И останува делот кај Ботун и не останува делот кај од Кичево до Пресека, до Врбјани, да речам, вклучително и тунелот, и интензивно работиме и на тој дел, за да може да се биде завршен во предвидениот рок. И сега кога веќе спомнавте кои патни правци моментално се градат или реконструираат и докаде се најважните автопатски делници во државава, би сакала да ве прашам дали има опасност дел од проектите повторно да се пролонгираат или сепак ќе успее сето тоа да се реализира во крајните рокови кои што се дадени во планот? Видете, изградбата на патиштата е практично работа со природата. Ако немате добри проекти, немате добра организација, ако не навремено ги последователно ги завршувате сите операции, во тој случај постои можност природата да реагира и да не се заврши во предвидениот рок. Меѓутоа и да се предвидат ризиците, што може да настанат. Многу тешко се предвидува некои ризиците со природата, меѓутоа многу е важно кога ќе се прават овие делници, особено во брдско-планинскиот дел, како што е Кичево Охрид, да не се остане на забот на времето. Да не се остане толку години, 8-10 години, одедени косини да бидат незаштитени, ниту доле со некоја заштита подпорни зидови, галерии или слично, ниту пак нагоре тие дермите да бидат заштитени со мрежи, со анкери и со останатото. Така да имаме делови кај што имаме слекување на земјиште во милионски кубици земја. А токму овие инфраструктурни проекти се прават со цел подобрување на сообраќајната безбедност во државата, кога говориме за патната инфраструктура. Така е, значи, она кога реков, многу е важно да кога се изведува проектот, да сето тоа
се изведуваат етапите онака како што е предвидено. Така. Пример, патот ако има одредена косина, уште да не биде доле ставен асфалтот, уште да не биде ставен ниту насипот, да не речам тампонот, треба да биде заштитена косината. Дури потоа ќе почне да се стави автопатски одел. Ние имаме случаи кај што има асфалтирано веќе, а не е заштитена косината. Така целата косина паѓа, милионски илјадници кубици, значи земја или карпи, независно од составот на земјиштето, тие се веќе паѓаат асфалтот. Тоа се реалните проблеми со кои што се соочувате на терен, кои што малку знаат да го одовлечат. Затоа треба да извадиме поука, да во следните проекти, значи сето тоа се работи последователно онака како што треба, како што е предвидено во сите учебници, во сите пракси во Европа и пошироко. Ако проговоривме сега за најважните автопатски делници во земјава, би сакала малку да проговориме за тоа што граѓаните често велат дека регионалните патишта во државата како да се заборавени. Колку е тоа точно и кои региони имаат најголема потреба од реконструкција кога зборуваме за регионалните патишта? Во каква состојба се? Види, сигурно дека не се во добра состојба. Мислам, во добар дел не се баш во добра состојба. Ние правиме напори, заедно со локалната самоуправа, да онаму кај што е најпотребно, да како јавно предпријатие, а тие се патишта под наша надлежност, да можеме да ги рехабилитираме. Така. И можам да кажам дека и во 2024 и во 2025 направивме доста реконструкции на голем број на регионални патишта. Тука морам да истакнам дека премногу голем број на регионални патишта кои што не би требало да бидат под државна надлежност, ставени се под јавното предпријатие државни патишта. Би требало тие да бидат под надлежност на општините. Тие би требало да бидат под надлежност на локалната самоуправа. Меѓутоа, со оглед на тоа што кај нас досташе многу децентрализацијата, нема средства општините и изводот беше тие да се прекатегоризираат во регионални патишта. И сега поминува пример меѓу две-три села таму поминува патот, ти го сметаш за регионален. А регионалните патишта си имаат посебни стандарди, поголеми стандарди што треба да се исполнуваат, а тие всушност ако ги земеш по сите карактеристики, тие се општински патишта. И ние тоа треба потребно е да се сменат ингеренциите за да може подобро да се интервенира, да. Повеќе пари како што добиваат сега во изминативе 2-3 години. И тие полека да си ги превземаат своите надлежности и да знаат дека тие пати се под нив, тие одговараат и тие можат подобро да се грижат некои ние како јавно предпријатие на територијата на цела Македонија. Може ли тоа да се реши во догледно време? Па не знам, видите, ние сме дале предлог и веќе разговараме со надлежните институции за да може тоа полека да го се работи во таа насока, да. Или пак земете ни сред градови поминуваат делници кои се викаат ова е државен пат. Не знам, низ Кавадарци, земете низ Прилеп, низ Битола, низ слично, бидејќи нема заобиколници. Така. И сега тука малку се подели надлежностите. И затоа би требало да има заобиколници секаде, да се направат колку што може побрзо. Веќе ние работиме на проектирање, веќе се испроектирани доста за заобиколници. Гледаме како да ја затвориме финансиската конструкција. На тие пример ресен веќе е готова целокупната документација. За Кавадарци се работи документацијата за правената заобиколница, за да би можеле внатре во градот да тие булевари се практично да не бидат под надлежност на државни патишта. Сепак се работи на решавање на проблемот и подобрување на состојбата на регионалните патишта во државата. Во изминативе од 2024 намо интензивно работиме. Мислам дека тоа граѓаните го гледаат. Само јас ќе кажам дека ние за 6 месеци откако е новата влада и откако сум јас директор на државни патишта, веќе го пуштивме градско Фариш Дреново, кој што беше практично заборавен. Машините веќе од Штравок беа изнесени, не беа веќе тука на терен, беа преместени на друго место, поради нерешени односи со јавното предпријатие и со државата. Исто така, ако земете Страцин, Паланка, исто и тој дел, машините беа таму, меѓутоа работеа со многу спорено темпо, поради тоа што одредени работи треба да се решаваат на терен, зашто изведувачот на теренот се појавуваат работи кои што не се предвидени во проектот, а треба да ги решите.
И во тој случај треба да донесувате решенија, а не да чекате времето да ги гази. И затоа ние доста брзо ги пуштиме и градско Фариш Дреново, исто така го пуштиме и Страци Поланка. И мислам дека граѓаните веќе го чувствуваат тој благодет. Како едни од најважните автопатски делници во државата ги спомнавте коридорот 8 и коридорот 10. 10D. 10D, па би сакала да ве прашам колку коридорите ќе променат економската слика на Македонија? Значи, секаде се знае дека со изградбата на коридорите, со изградбата, тие не се обична инфраструктура. Тие практично се основа за развој на одредена државата. За подобро движење, побрзо движење, побезбедно движење и поудобно движење. Значи, сето тоа ќе придонесе за еден економски предуслов за еден економски раст на државата. И затоа ние треба да обрнеме што поголемо внимание на овие патишта, особено на автопатите и експресните патишта. Практично јас се надоврзам и ќе кажам дека со овие коридори, со овие главни автопатски делници, државата конечно ќе стане и вистинска транзитна раскрсница на Балканот и овие проекти особено многу значат и за локалната економија, но и за развој на туризмот во државата. И верувам дека тоа ќе го осетиме како држава. Па видите, значи ние по нашата местоположба фактички сме раскрсница на коридорите 8 и 10. Тука се сечат тие два коридори. И ние како држава треба да го искористиме тоа. И спојувањето спојот со Бугарија и спојот со Албанија. Особено коридорот 8. Коридорот 10 веќе има некој. Мислам, веќе имаме автопат, но тоа на овој треба да обрнеме поголемо внимание, бидејќи од Јонското или од Јадранското море па се до Црното море би требало да има некој коридор. Сето тоа ќе допринеси за поголем туризам. Како што рековте, повеќе туристи. Веќе со изградбата, да се изгради Скопје Охрид. Ако ние сега патуваме 3,5 сати, 4 часа, и сме заморени кои ќе стигнеме во Охрид или од Охрид до овде, веќе со изградбата на овие патишта ние ќе бидеме одморени и многу побрзо ќе стигнеме таму. Многу ќе се скрати времето на патување, Јас имав еден пријател што пред малку ми рече: јас имав стан го продадов во Охрид. Меѓутоа да знаете дека ќе се направат патиштавата, ја немаше да го продадам. Ќе треба сега пак поново да се купам, зашто? Тоа со сат и по сум во Охрид. А замислете колку само туристи се одвраќа од патување кон Охрид само заради патниот правец. Само еден сегмент, да речем, од развојот на туризмот кој во Република Македонија. Меѓутоа би сакал да кажам дека еден од најважните кој спомнав за мене, ако ме прашувате, кој е уште следен најважен проект кој што Точно тоа сакав и да ве прашам, кој проект лично сметате дека во моментот е најважен за државата? Има два проекти на кои што работиме и сметам се многу важни за државата. Може и повеќе да има. Меѓутоа, важен е од аспект на тоа, еден од најважните е Кичево Букојчани. Ќе прашате зошто? Затоа што си ние со Бек Страдинка го правиме од Гостивар до Букојчани и завршува во планината. Кај Букојчани, кај село Букојчани. Од Букојчани до Кичево немаме. Од Кичево до Охрид имаме автопат. Ние сме сега во завршна фаза на евалуација, на избор на изведувач, на надзор и на консултант за тој дел од автопатот. Тоа е во должина некаде 11,5-11,6 километри. Во првиот дел е комплетна документацијата и се надевам, да не стане туку, сигурен сум дека ова година ќе почнеме изградбата на овој пат. И со тоа од Скопје до Охрид ќе можеме непрекинато да одиме со автопат. И затоа ми е важен, заради тоа што делот од Гостивар што го правиме до Букојчани ќе го нема ефектот. А исто од Кичево до Охрид исто така нема да го има ефектот, заради тоа што додека да стигне до Кичево поново ќе се изморите од возење безбедно и слично. Вториот исто така важен е Скопје Блаце. Значи имаме многу голема фреквенција на возила, на луѓе кои што се движат од Косово и према Косово. Тука исто така сме во завршна фаза на избор на изведувач и на надзор. Консултант не е веќе избран. И тука очекувам дека многу брзо, значи за неколку месеци, би требало, може и порано, зависи сега од процедурите кои што ги имаме со ЕБРД банката, таа го финансира овој заем, да зависи од нивните процедури некои, а ги обрзуваме максимално, имаме добра соработка со нив, да тоа биде што побрзо направено.
А исто така многу важен е и делот кој што пред малку го спомнавте ова, Кочани, Виница, Делчев. Во источниот дел од земјава, веќе неделава ќе објавиме тендер за физибилити за студија и за идејно решение. И ако одиме по жол физик, веќе ќе можеме после обезбедување на средствата веднаш да објавиме тендер за изведба. Така да зборувам јас сега од Кочани до Виница, потоа идеме од Виница до Делчево. Така да исто така многу важен е патот од Радовиш до Струмица. Значи тука тој пат се уште е стариот дел на патот. Така. И реално со сите овие проекти офатена е речиси целата територија на Македонија. Да, значи гледаме во целата територија и гледаме онаму кај што има голема фреквенција на возила, на луѓе, на стока, на материјали, на бизниси и слично. Од сето ова што го кажавте ни претходните прилози кои што ги презентиравме во емисијата, евидентно е дека забрзано се работи на терен, па соодветно на тоа можат и полека да се даваат и крајните рокови до кога може да се очекува завршница на овие патни инфраструктурни проекти и конечно патната мрежа во државата да блесне, би рекла, во вистинскиот сјај и да можеме нели многу подобро и полесно и побрзо да се движиме низ патиштата во Македонија. Да, повелете. Околу роковите, значи еден од важните рокови кои што очекуваат сите во Република Македонија, а тоа е Кичево Охрид. Така. Последниот квартал од 2027 година е последниот рок што го даде владата. Во мај месец 2027 година. Добро. Јас сум многу среќен што конечно значи се направија нов вид и нов тип на заштита на косините на оваа делница, со оглед на тоа што долго време беше оставена на забот на реалните проблеми со кои што се соочувавте на терен. А тоа се галериите кои што ги видоа гледачите, тоа е на делот кај што е делница 1 и 2, значи пред тунелот, а онаму кај Ботун уште не е почнато, се почнало од згора, од горниот дел на косините, ова го прави Гранит, а другиот дел ќе го прави кинеската фирма Синохидро. Таму ќе биде друг тип на заштита со колови 3 метри на 2 метри, длабоки 20 на метри и нагоре, не знам колку ќе има, 10 на метри, кои што ќе бидат доста густо меѓу населени. Тие сметат дека иначе проектот во Ботун е правен заедно со Граѓански институт Македонија и кинеските стручњаци, а овој дел овде кој што е со галериите, претежно е правен со ГИМ. Така да веќе посигурно е дека многу е поверојатно и со професорите од Граѓански факултет, морам да ги споменам, двата професори кои што многу допринесоа за овој проект да ова вид на стабилизација и заштита на косините биде направена. Значи веќе имаме многу поголема сигурност дека тоа ќе биде сигурна заштита. Одлично. Јас како завршница на овој наш разговор ќе кажам дека патиштата не се само асфалт, тие се и безбедност, и економија, и врска меѓу луѓето, а колку брзо ќе се движи Македонија напред како држава, зависи од тоа колку ќе се гради нејзината инфраструктура. Токму така. Ви благодарам многу за гостувањето, ми беше задоволство. Благодарам и ние.